Замислите свет во кој нема вистина. Вистината повеќе не постои. Замисливте. И го гледате светот сега, го препознавате светот во кој нема вистина или во кој вистината лесно може да се замени со манипулации, со лаги. Се согласувам со вас. Зошто е тоа така? Затоа што олигарсите, авторитарните структури, воените злосторници се обидуваат да создадат нов светски поредок. И добро им оди, барем за сега. Тоа е светски поредок во кој демократијата, човековите права, почитувањето на различностите, правдата, меѓународното право се избришани и заменети со волјата на малкумина. Тие малкумина ќе одлучуваат за смртта или животот на милиони. Тие малкумина ќе одлучуваат за тоа дали ќе има војна или мир, каков и да е, или замрзнат конфликт. Тие ќе одлучуваат како ќе изгледа секојдневието на светската популација. Тоа се тие малкумина луѓе кои ќе направат се богатите да станат уште побогати, сиромашните да станат уште посиромашни. Тоа е свет во кој луѓето нема да знаат повеќе кои се фактите, во кој медиумските пропагандните машинерии ќе го обликуваат нивното однесување буквално од една во друга минута и во кој едноставно слободната волја ќе биде криминал. Тоа е тоа. Или не. Светот бил во тешки состојби. Цивилизацијата сепак испливала многу пати. И демократските вредности победиле на крајот. Но за тоа потребно е сите заедно, веднаш, да не речам вчера, да действуваат. Да действуваат, да ја застапуваат вистината, да ги застапуваат фактите, да ги застапуваат демократските вредности, еднаквоста меѓу луѓето, да ги почитуваат човековите права и слободи и да го бараат тоа од сите, без исклучок. Има уште многу да се зборува на оваа тема и се разбира, ќе зборуваме. Чао.